Жителите на штипското село Чардаклија за прв пат од постоењето добија асфалтирани улици. Општина Штип издвои над 5 милиони денари за таа намена. Овде ги асфалтиравме скоро сите улици во оваа населба. Инвестицијата е некаде околу 130.000 евра. Да истакнам дека за релативно кратко време се заврши целиот проект и оваа населба конечно ги доби сите оние атрибути на приградска населба. Значи условите за живење ги подигнавме на повисоко ниво и аргументите кои ги имаме сега на вистина е дека не ги оставаме жителите од приградските населби да бидат во втор план и граѓаните да бидат во втора категорија како во градот. Тука знаете дека на почетокот од мандатот го решиме проблемот со канализацијата, таа е направена. Не преостанува да решиме уште еден проблем, а тој проблем е да го завршиме и градскиот водовод и да донесеме здрава вода за пиење за овие жители. Овде имаме уште една улица која беше со проектот, неофатена со проектот, на некој начин заборавена, околу 150 метра. Проектот сега направен, ќе тече тендерска постапка. Ако временските прилики дадат, сега ќе се направи, ако не, некаде март, април едната година ќе биде завршена. И бидејќи овде во оваа населба минува регионалниот пат Штип-Кочани, битно да нагласиме дека со благодарение на ангажманот на владата на Република Македонија и обезбедување на 55 милиони евра средства, ќе се гради комплетно нова сообраќајница према Кочани, која ќе минува некаде на 2 километра над селото, над населбата, така да животот во населба ќе биде максимално безбеден, бидејќи знаеме дека на времето овде имаше голем број на сообраќајни незгоди, имаше доста невини жртви, така да луѓето ќе бидат растрети од целиот онај интензивен сообраќај кој се одвива значи по оваа магистрала која води од Бугарија значи до Велес. Покрај улици Чардаклија наскоро ќе биде приклучена и на градскиот водовод, со што ќе ги снема проблемите што ги има од постојниот водовод. Имаме инсталирано 580 метри канализација некаде во вредност од 3 милиони денари. Веќе материјалите односно тендерската постапка заврши за набавка на материјалите за приклучок на пивката вода за пиење овде во населбата. Ќе започнеме, значи прво ќе приклучиме населбата Балканска, веднаш потоа ќе пристапиме кон приклучување на населбата Чардаклија. Општина Штип досега има реализирано улици во повеќе села во вредност од над 1,3 милиони евра. Ова се само дел од програмските определби на Советот. Многу лесно се затвора кругот, кога Советот ќе си ги донесе одлуките, ќе ги усвоиме на седница, градоначалникот ќе ги исполни, претпоставувам има задоволни граѓани, да кажам, тука во Чардаклија. Така ќе продолжиме и натаму. Ова не е само поради изборите сега во април, него да оно што сме обетиле на почетокот мандатот да го оствариме до крај. ВМРО ДПМН е политичка партија која што своите ветувања ги реализира. ВМРО ДПМН е политичка партија која што не дава празни ветувања пред граѓаните. Граѓаните тоа го гледаат насекаде околу себе и нема ниту една политичка партија која што може да ве натера да замижите на ветените реализирања, на ветувањата кои што се реализирани од страна на ВМРО ДПМН. За жителите новите улици ќе значат препород. Ова е голем ден за населбата Чардаклија. Денес имаме улици со кои што можеме да се гордееме. Значи пред само една година сите жители на Чардаклија знаат како беше, сите млади луѓе знаат како беше, сите стари луѓе знаат како беше. Денес сето тоа е минато. Претходно беше стварно навистина многу кал, газеме кал, не се минеше никако по улиците. Сега е многу поубаво, голема благодарност, навистина вложи се во селото. До сега сме благодарни, па ако натаму уште благодарност, имате поддршка од сите нас.